Ќе продолжиме да ги унапредуваме нашите услуги со цел да бидеме добар сервис за граѓаните, вели новиот генерален директор на јавното претпријатие Водовод и канализација Бојан Василевски. Тој во интервју за Нетпрес вели дека проширувањето и реконструкцијата на водоводната инфраструктура ќе бидат дел од приоритетите во неговата работа. Неодамна дојдовте на новата функција. Како ја прифативте оваа одговорност и што за вас значи раководењето со јавното претпријатие Водовод и канализација? Па ја прифатив оваа функција како голема одговорност, бидејќи Водовод е сервис за граѓаните, да продолжиме со мотото компанија блиска на граѓаните. Голема одговорност, секако во соработка со градот Скопје, продолжување на проектите и задржување на и реализација на предвидените планови во насока на подобрување на водоснабдувањето во градот Скопје. Што според вас ќе биде најголем предизвик во вашата работа? Како што кажав и претходно, во соработка со градот Скопје, компанијата да продолжи да биде сервис за граѓаните. Како што било и досега, така и понатака, задоволни граѓани ќе биде задоволна компанија. На кои работи ќе им дадете најголем приоритет? Значи, за 2014 година неколку поголеми проекти има предвидено јавното претпријатие Водовод и канализација во соработка со градот Скопје. Градот Скопје е носител на два поголеми проекти во оваа година. Тоа ќе биде подобрување на водоснабдувањето во општина Шутово-Оризари, значи изградба на нова препомпна станица и нов резервар за цела општина Шутово-Оризари. И вториот поголем проект, исто каде што е носител градот Скопје, изградбата на пречистителна станица Волково. За тој дел од градот Скопје отпадните води да се пречистуваат и пречистени да се пуштаат во реката Вардар. Какви се плановите за 2014 година? Значи, главни приоритети ќе ни бидат подобрување на услугите на услугата кон граѓаните. Со тоа сакаме да воведеме електронско плаќање на сметките, за да можат граѓаните преку интернет да си ги плаќаат своите сметки. Потоа да може да добиваат сметка на имејл адресите. Значи, приоритетни планови во насока на сервис на граѓаните, да ставиме акцент на електронското плаќање на сметки, да не се создаваат толку гужви на нашите шалтери доле и добивање на сметките преку електронска пошта. Познато дека Скопје има една од најквалитетните води за пиење во Европа и во светот. Што може да се стори за дополнително да се задржи овој квалитет или пак да се подобри? Скопје, после Виена, има најдобра вода за пиење и во таа насока квалитетот е на многу високо ниво. Потребата за да задржиме тој квалитет е во рационалното искористување на водата, за да можеме да си ја пиеме најквалитетната вода во Европа после Виена. Во тек е реконструкција на водоводната и канализационата мрежа. Планирано ли е во следнава година проширување на оваа инфраструктура во населби каде што досега ја немало? ЈП Водовод и канализација секоја година има проект за подобрување на водоводната мрежа, за реконструкција и подобрување на водоводната мрежа во насока на подобро водоснабдување во оние населени места каде што нема вода. За оваа година исто така не се предвидени десетина проекти со цел подобрување на водоснабдувањето. Значи, тоа ќе биде во општина Бутел, населеното место Безбегово, општина Шутово-Оризари и во општина Кисела Вода во Пинтија. Од пред некоја година почна процесот на замена на старите водомери со цел да се обезбеди далечинско читање на водомерите. До каде е овој процес? ЈП Водовод и канализација во 2009 година почна еден проект за
промена на старите водомери со нови кои имаат можност за далечинско отчитување. Почнавме тој проект во насока на подобрување нормално на услугите кон граѓаните, со тоа што нема да им навлегуваме во приватноста на корисниците на вода, а нашите сметки ќе бидат реално отчитани, навремено отчитани и корисниците ќе си добијат навремено сметки. Со тие водомери за далечинско отчитување имаат можност дури да дојават дека има некој проблем во мрежата, имаат можност да дојават доколку некој сака да го манипулира водомерот и со тоа како и граѓаните и ние сме заштитени од злоупотреба на водомерите и користењето на водата. До сега се заменети околу 5000 водомери за со далечинско отчитување во домакинствата и околу 200 водомери на големите потрошувачи, големите компании во Скопје.